официјалните броеви се, односно официјалната смртност се изведува од официјалниот број на жители од 2,08 милиони. Меѓутоа, доколку работиме со податоците од последниот попис, доколку работиме со број на жители од 1,8 милиони, ние сме втори на светот, веднаш после Перу. Но доколку сметаме со одвишната смртност, односно бројот на починати од извештаите на Државниот завод за статистика и со податоците од последниот попис, ние сме практично дури и пред Перу. Ние имаме преку 6.000 починати одвишна смртност, значи на милион жители. Што се однесува до болничкиот леталитет, тој навистина треба да загрижува. Имено, изминатите месец дена забележавме дека стапката на леталитет, општата стапка на леталитет, како процент на починати во однос на бројот на диагностицирани е повисока отколку во досегашниот тек на епидемијата. Имавме 3,85% наспроти 3,52%. Меѓутоа, тоа го толкувавме најчесто со намалениот број на тестирање. Меѓутоа, ако ја пресметаме стапката на болнички леталитет, ќе видиме дека се работи за нешто друго. Се работи практично за поголема смртност, поголем леталитет од самиот делтастој. Имено, во последните 90 дена во болниците починале 1367 лица од вкупно 2222 лица кои влегле во болниците. Што значи се работи за стапка на болнички леталитет од неверојатни 61,5%. Нешто досега невидено. Имено од стариот вухански сој леталитетот беше околу 30%, со алфа сојот тој искачи на околу 43%, но овие 61,5% се навистина алармантни. И тоа е она што треба да не плаши.